еден прилог кој што ни го подготви колешката Емилија, инаку станува збор за промовирање на книгата Легендата на македонското алпско скијање, која што ја најавивме и во делот на нашиот утренски компас, се изгледа вака. Оној гледач кој што во текот на прилогот ќе се јави и ќе ги остави своите податоци, ќе ја добие книгата која што ќе може да се ја подигне од Телма телевизија, а ја само кратко најавата за прилогот кој што ќе го погледнете во продолжение. Инаку промоција се случи пред голем број влюбеници на зимските спортови, тоа се познати скијачи, планинари, спортисти во Битола. Така се промовираше книгата која што е за Љупчо Спировски, Легендата на македонското алпско скијање. Повеќе за ова ќе ни каже колешката Емилија Мисрилиевски, а по прилогот почнува и рубриката Да си кажеме за денеска со Горан Петревски. Тој ќе зборува на две теми. Првата тема ќе говори за успесите на македонската фудбалска репрезентација и ексклузивно во студиото на Телма го имаме и македонскиот голман Дејан Илиев, а втората тема ќе зборува Горан за енергетската криза. Останете на Телма. Легендата на македонското алпско скијање е книга за еден бонсериски талент, кој што суверено владееше на белите снежни патеки цели 25 години и остави неизбришливи траги во историјата на алпското скијање во Македонија. Вака, авторката Лилјана Спировска, до неодамна почесен конзул на Велика Британија во Битола, го почнува своето дело посветено на нејзиниот сопруг Љупчо Спировски. Ова е втора нејзина книга, која ја промовираше деновиве. Во 2017 година, кога ја објавив мојата прва книга за британскиот почесен конзулат во Битола, ветив дека ќе пишувам книга за една скијачка легенда. Всушност, таа скијачка легенда е мојот сопруг Љупчо Спировски. Значи, самиот наслов го даде насловот на книгата. Тоа е Легендата на македонското алпско скијање. Точно носи наслов книгата. Исклучителната скијачка кариера Спировски ја почнува на 5 годишна возраст, кога за прв пат застанал на скии, тргнувајќи по стапките на својот татко, Спиро Спировски, познат битолски планинар и исто така мајстор на белите патеки. Љупчо почнал да се надпреварува на 10 години и во неговата кариера освои многу награди, трофеи, пехари. Со години беше апсолутен победник во алпското скијање во Македонија. Дојде на тие успеси, освојува на тие медали, пехари, на 3 мечи на Југославија, 6-то првенство на државното првенство 75 година во Маврово, алпска комбинација со цела југословенска тогашна елита, еден од најголемите успеси на тогашното македонско скијање. Морам да кажам, не сакам да ме споредуваат со никој. Нити јас се споредувам со некој. Секој во својот спортски век, посебно скијањето, си оставил трага онака какви што има услови. Сите скијачи заслужуваат своје внимание и чест. Спировски ги бранеше боите на југословенската репрезентација на Олимпијадата во Гренобол, Франција во 1968-та. Го носеше и олимпискиот факел во Битола пред отворањето на Олимписките игри во 1984 година во Сараево и остана во трајна собственост кај него. А на отворањето на оваа Олимпијада беше и еден од носителите на олимпиското знаме. Битолските новинари за овој настан се сеќаваат со многу емоции. Беше голема реткост и задоволство и гордост за сите ние што пишувавме за скијањето и за планинарењето, што покрај словенците кои што го носеа бајракот во Југославија за скијање, се најде еден македонец, а посебно битолчанец да го носи тоа знаме. Тоа е Денес алпското скијање е загрозен вид кај нас, вели Спировски и додава дека не е доволно да се има само талент, потребно е многу работа и тренинг. Мајстори ќе има секојаш, меѓутоа организација треба. Моментално, еве, гледав оваа година, бев неколку пати на скијање, на 50, не видов капија да се намести на патека. Што за мене е страшно. Тоа не смее да се дозволи. И сите што се денес ангажирани во скијањето во Битола, мора да го користат локалитетот Копанки за тренинг. Без разлика има глечери, има се, меѓутоа сепак за школа и за учење на млади скијачи е перисте роден. И по завршувањето на неговата 25 годишна надпреварувачка кариера, Спировски остана активен како спортски работник, а до пензионирањето во 2014 година и директор на детското одморалиште на Пелистер, кое го одржуваше во живот со многу труд и ентузијазам.
По неговото заминување, таму замре детскиот джагор, објектот е под клуч и се распаѓа.